Ке се забрани лиминување по највисокиот мост на реката Дрим, кој само оддалеку плени со својата убавина. Крајно небезбеден, трули и искршен, тој представува опасност која не ја воочува само струшката локална власт. Оттаму 6 дена не реагираат на укажувањата од Центарот за управување со кризи да ја проценат неговата безбедност пред да се случи трагедија. Регионалниот центар за управување со кризи Струга го извести одговорното лице од струшката локална самоуправа. Известувањето е испратено телефонски преку електронска пошта. Од тој момент, регионалниот центар нема други повратни соодветни информации од општината. Од визуелен увид на одговорниот раководител на Струшкиот регионален центар, на мостот е извршена минимална реконструкција со промена на неколку даски кои се поставени на место на старите дотраени трули даски. Регионалниот центар за управување со кризи нема надлежност да утврдува безбедност, начин и постапка на извршување на градежните работи, како и согласност дозвола за санација. Бидејќи од општина Струга една деценија не мрднале со прст да го санираат мостот, работата во своји раце ја зедоа 5 стружани кои волонтерски го санираа мостот. Штом припаѓа на општина Струга, сигурно не треба општина Дебар да го поправа. Како што гледате, овој мост како што е поставен не е апсолутно ништо инвестирано во него и е општа опасно за секој минувач. Ние, иницијативата наша беше просто едноставно нашите деца тука се капат, конкретно детето му се повреди на мостов и кога ми кажаш како што се случило, дојдов да видам и навистина беше ситуацијата очајна. Нас тоа веќе не ни изненадува, значи Струга и стружани се оставени сами на себе, без оглед на етничката припадност на која што припаѓа. Сметаш дека треба да се забрани минување по мостот? Пред да се премине кон таа опција, сметам дека првично треба надлежните органи да направат што е можно овој мост да се задржи, односно да се ревитализира, да се заменат трулите даски. Инаку на истата локација претходно бил изграден мост во 1987 година, за 24 години подоцна да биде срушен. Во 2016 бил изграден новиот мост, кој крајно девастиран, тешко дека ќе ја доживее староста на претходниот мост, бидејќи резултат на долготрајна негрижа.